Give me your customs declaration. Большой деревни. Понял? Да, ты разбира. Трассы, тебе надо... Ты что, блогер? Да. Нифига себе! Я ж не попасть! Добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Јас тука го напуштам градот Ереван, каде што останав 2 ноќи и имав навистина убаво време поминато тука. Вчера цел ден бев тука, меѓутоа не возев, тука смејам, не смејам, ама ќе направам. Значи одмарав, меѓутоа сепак имав доста убаво време тука. Уживав, но мора да го напуштам сега, за жал, моето време во Ерменија испадна пократко тоа што го планирав. Доколку одев во манастирот Татев, немаше да биде толку кратко, но што е тоа е, сепак имав прилика овие 3-4 дена да ја запознам доволно Ерменија. Следно кој знае кога ќе дојдам тука, така убаво е сега што дојдов. А денес, планот за денес е од тука од Ереван да се одам да влезам во Грузија од кај градот Ѓумри и потоа да влезам од Грузија во Турција во близина на едно езеро. Морам преку Грузија од причина што границите помеѓу Ерменија и помеѓу Турција се затворени. Значи ви кажав дека поради војната на Азербејџан и Ерменија, исто така и Турција ги затвори границите со Ерменија. Веќе 30 на години се затворени тие граници, така да единствениот влез во Ерменија ви или преку Иран или преку Грузија. Но за да влезете преку Иран ви треба, имате два начини за во Иран да влезете. Едниот е со карнет де пасаж, кој што е на некој начин како пасош за моторот и кој точно не знам уште дали може во Македонија да се извади, ако може каде. И другиот начин ви е да оставите депозит при влегување како за привремен увоз на моторот и потоа кога ќе излезете од Иран го добивате тој депозит назад. Но тоа убаво е да го направите доколку правите туранизиран. Искрено за влезите во Ерменија најлесно ви е преку Грузија. Сега за Грузија кога ја напуштав ми рекоа дека немам осигурување какво што треба. Ми спомна нешто 5 дена таа на граница, меѓутоа точно не ја разбрав. Исто така кога ќе се вратам ми рече да купам осигурување бидејќи ќе треба да платам казна. Тоа можев јас на интернет да го направам, го најдов сајтот, меѓутоа не ми беа документите од моторот при мене. Палтото ми беше завиткано, каде сега тука, охледе. Палтото ми беше завиткано и документите в палто ми се и на граница сега ќе го купам кога ќе стигнам. И да не мислам на казни на такви работи. Би требало низ Грузија многу малку да се задржам, точно сега не знам, но не би требало повеќе од 1 час, но сепак ќе видиме. Исто така немам ерменски драмој повеќе, така да турам гориво нема да треба Ерменија, до душа ќе турам Грузија, таму обично скоро сегде можеше, сега каде да одам, таму скоро сегде можеше да се плати со картичка, така да се надевам ќе можам и овој пат. Но имам за сега, не треба многу гајли да думам. Сега еднаш да излезам од градот Ереван. Значи Ереван е еден многу убав град на вечер, вреди да се посети, меѓутоа центарот е многу убав на Ереван, меѓутоа малку штом се оддалечувате од Ереван, сликата е малку поинаква, животот надвор од Ереван е многу поинаков, но има и во Ереван доста места за излегување и за такви слични работи. Бев во Луна парк с ношти, бев кај плоштадот главен, каде што има една фонтана која што прска согласно со музиката, односно тој плоштад е плоштадот кај музеот на Ерменија. Има едни скали, заборавив, каскаде беше името, да. Каскаде, тоа се 600 скали кои ги искачувате и кога ќе ги скачите стигнувате до тој Луна паркот, имате таму и поглед на Ереван. Можете да се возите и во панорамско тркало, нешто што јас го направив вчера, и да го видите Ереван од високо. Ајде врти. Локалното време иначе точно 8 часот. Нешто интересно што го забележав тука во овие земји Ерменија и Грузија е дека нема многу гости од Европа, но има многу гости од државите од Централна Азија, како и од Блискиот Исток. Значи имате многу гости од Емиратите, од Катар, од Иран, од Киргистан и такви држави кои што вака кога ќе помислите нема да помислите дека прават туризам меѓу себе, меѓутоа и тие доста шетаат, само не доаѓаат кон Европа, туку се шетаат во овој нивен регион кој што му е поблиску, исто како нас што ни е Европа поблиску.
Врвам низ градот Ѓумри и Ѓумри изгледа доста посреден град во споредба со градот Севан, например, кој беше во близина на езерото Севан. Нови патишта, зеленило, иначе зеленило сегде сретнав во Ерменија по населените места. Значи буквално одите и секаде, на секој тротоар имаше по некој дрвце посадено. Така да Ерменија мене ми изгледа како да сака да држава што не е се уште многу напред, но сака да се подобри и сака да стане една модерна држава. И мислам дека е за сега успешна во тоа, успешно му води тој процес. Сепак треба да се земи предвид дека Ерменија си има проблеми, значи имаше војни, сепак треба и од буџетот да се одредат пари на тие работи кои се случуваат. Некаде 5% мислам дека од брутодомашниот производ Ерменија троши на војската. За споредба Македонија во моментов мислам дека троши 2,5%. И не е 2,5% не е мала разлика. Со тие 2,5% Ерменија може многу повеќе да инвестира, например, во патишта, во болници и општо во работи што ќе направат државата многу подобро. Но сепак тоа се ерменски работи, ова се само некои основни работи. А ева им, например, интересно плоштадче, гледайте широко колку е. И што најако не е кружен тек, туку е како квадрат. Мислам, е кружен тек, ама не е кружен, туку е четвртаст кружен тек. Нема логика. Четвртаст, нема врска, ајде да одам јас да не зборам многу. Иначе, полиција сега дека бива пред мене ви текна, ви кажам, тука во Ерменија не сретнав полиција седи на пат со радар, но додека возат е неонака, снимаат со радар, имаат со возачот што е во колата, тој снима и по потреба некој ако вози брзо го запираат, значи во возење мерат брзина. Но цело време пуштени му се ротационите светла, значи и кога седат во место и кога се движат пуштени ротациони светла, и ако возите брзо ќе видите далеку ротационите намалувате. Така да тоа е уште една убава работа во врска со Ерменија. А инаку во Ереван забележав премногу лади ниви и тоа нови лади ниви. Тука има гледам лади ниви, меѓутоа Ереван имаше премногу и то многу лични онака нови лади ниви со како лупа светлата напред, со LED позиција горе, LED мигавци околу светлото, многу повисоки покренати од тие постарите кои што кај нас ги има и со многу интересни лични бандаши. А од тука до граничниот премин имам уште 40 км за возење. Локално време е скоро 10 часот, меѓутоа кога ќе влезам Грузија, временската зона се оди поназад за 1 час. Така да, додека одев кон Грузија и Ерменија и кога стигнав се помалце време имав за спиење, но сега на патот за назад имам повеќе време за спиење. И пристигнувам на граничниот премин. Некаде на 2000 метри надморска висина се наоѓа. Студи, попат ми студеше, да бидам искрен. Добро ќе беше уште една блуза да имав на мене. Но сепак што е, тоа е подобро да вака свежо да биде отколку да жежи. Не очекувам гужви, туку и како што гледам нема гужви. Ова е ерменската страна на границата. Каде да се упатам? English? Yes, English. Where are you going? Georgia. Georgia. Yes. Go to straight. Sorry? Go to straight. Okay. The green one.
Thank you. Hello. Hello. Give me your customs declaration. One moment. Where are you from? Macedonia. Okay, give me your customs declaration. Russian or in English? English. English. I think this is the custom declaration. Sorry. It's okay. What do you have with you? Medical or Clothes something? and medical what? Do you have medical? Medicine, like, Like painkillers? Yeah. Yes, I have. and why? In case something happens to me. И официјално добре дојдов повторно во Грузија. Му го дадов пасошот и ми вика, ама имаш казна, а? И му викам кога излегував од Грузија имав погрешно осигурување, меѓутоа ми рекоа дека е опомена и ако не купам кога повторно ќе влезам во Грузија, ќе треба да платам казна. Ми вика треба на банка да ја платиш. И му викам нема некој брз начин да се плати тука, да не одам сега на банка, ми вика можеш да ја напуштиш Грузија, додиш за Македонија без да ја платиш. И си викам добро. И му викам, а сега не мора да купувам осигурување, ми вика ако не купиш осигурување ќе имаш уште една казна кога ќе излегуваш. И сега осигурување не можев тука одма на граница да купам, така да ми кажа ја прашав едно село во близина, тоест градче, таму ќе купам осигурување. А со ова казнава неплатена што ќе биде, не знам, мене ми е проблема ако виднина повторно дојдам во Грузија, да не испадни тогаш да треба да ја платам и тоа по многу поголема цена. Бидејќи сега не знам колкава е на едно ливче што ми го дадоја кога ја напуштав првиот пат Грузија, пишеше 100. Меѓутоа 100 што предпоставувам е 100 грузиски лари. Што 100 грузиски лари се околу 30 евра, што ќе видите не е голема казната, меѓутоа ако во иднина се вратам пак во Грузија, ако ми речат не знам 10 пати поголема треба да ја платам, тогаш ќе биде проблем. Но сега ќе одам во блиското градче да купам осигурување. Значи заклучокот е, јас имав патничко осигурување купено, меѓутоа за во Грузија не ви треба патничко, туку задолжително ви е осигурување за моторот. Точната страна од каде што тоа можете да го купите ќе ви ја напишам во опис на видеото. Мислам дека беше tpl.g, но не знам, проверете го описот доколку ви интересира, таму ќе види точната страна. Купете се осигурување од таму и чиста работа. Не како мене сега да треба во градот да застанувате, па да се маткате со осигурувањата. Стигнав јас во градчето, го најдов местото каде што можам да купам осигурање, го лево, Compulsory Insurance Center. Сега ќе одам да купам осигурување. Иначе овде пат од Грузија што влегов катастрофа. Hello. И купив јас осигурување 6 евра за 15 дена, значи не е скапо. Да знаете, потребен ви е за осигурување кога земате, а исто така и на граница кога излегував првиот пат ми побараја ВИН бројот, односно идентификацијски број на моторот. Тој го имате во сообраќајната под буквата Е. Така да знаете си кој е тој, видете го, бидејќи кога ја напуштав Грузија првиот пат, жената се изнервира дури пошто не знае кој е тој број, а да сега никогаш го немам користено.
Така да и сега за кога вадите осигурување, ќе ви треба тој број, ќе ве прашаат кој е, бидејќи македонска сообраќајна немаат видено. Така да знаете. Значи, а јас патничкото грешното осигурување што го купив, го платив околу 20-30 евра, односно од еден ден платив 270 евра. Така да ова е многу ефтино, 6 евра, купете си го од страната унапред и имајте си го да не плаќате казна, која што предпоставуваме 30 евра и која што се надевам ќе нема да ми барат да ја платам на граница. А сега продолжувам од тука кон границата со Турција. Се не знам дали, бидејќи уште сум тука на високо, уште студи, убаво е што студи, па добро отколку да жежи, но не знам дали граничниот премин со Турција ќе биде вака на високо. Иначе осигурувањето тука го купив во местото Нинат Сминда. Значи, и доколку не го купите кога ќе влезете во Грузија, иако ако ве запри полиција, веројатно ќе ви го побара, кога ќе излегувате од Грузија, обавезно тогаш барем купете го, за да немате казни и такви работи. Имам проблем со GPS-от, нешто не е како што треба. Ме тераше онде да завртам кон пат што не постои. Се ме тера да одам и пак да завртам ме тера. А има некој села, овој пат сега што го возам прво не го вадеше, сега го изваде наеднаш. Ме тера онде не гледам, онде нема пат. Има неасфалтиран пат. Здраво! Туркие, Картаки, Картаки, Туркие, Турки. А брата, Добро? мене направо, траса. Вачан, где Вачан? Вача. Гогашенит. Вачан, где? Вачан, где? Вачан. Ага, два. Ага, Туркети. Туркет yes. Ага. Элик ту егелес, ахал калаги. Надо туда надо. Айги. Тука натаму. А брата, как трасса видишь? Направо, туда. Траса види? Да. Која? Вот. Турция. Толошия, туда ара. Вот сейчас на трассе едешь, там туда едет и туда. Тебе туда надо. А, јас. Это туда Варзия. Варзија. Окей. Тебе Значи, надо туда. Правильно за лабара кошиса. Туркча билиш? не разбирам. Значи, кој ќе нема право, има десно, јас одам десно. Да, тебе направо надо. Готово. Право. Вот как едешь, вот смотри, вот трасса едет. И здесь трасса. Добро? И там большой деревни. Понял? Да, те разбирам. Трасса, тебе надо подъем направо. Готово. Турция. Јасно. Граница И едет приема туда на таможня. Јасно. Трафарет есть, можешь посмотреть. Како? Трафарет. Банер Вот есть. такой вот большой, там написано. Трафаресис. Да. Есть Написано. там написано. Нет, там Карцах. наверное, нету Карцахи, надо написано. Там Я есть рады, руками, Туркети погашение, слава, пня. Ну вот так едешь наверху, найдут Навигатор нету такой тебе? трасса. Готово, разбирам. Когда трейлер будет и Разбирам. Фала ви многу. Ајде, чао. Од тоа што го разбрав, имам бушјана, кој не слушав многу, ќе има нешто, патот ќе прекине, иначе ќе нема право, ќе има само лево и десно, а нешто големо ќе има напред и јас треба таму десно да завртам. Сега размислувам таму каде што GPS-ом ме тераше да завртам, јас не завртив. Што
Тоа ако имаше нешто под земја да деше, па затоа да не го видов патот. Ќе видиме. Сега, GPS-от ме тера да завртам јас тука десно, меѓутоа ова е офроад патче. Тоа се гледа барем. А уште немам дојдено на место каде што нема право, туку има само лево и десно. Мислам дека сватив кај треба да одам. Овој GPS-от со офлайн картите нешто воопшто ни еден пат не ми вади, а сепак ми кажува станица, така да сега ќе одам, баш дури нема право. Проверив на другиот телефон на кој што инаку немам спуштен офлайн картите, да ми работи навигацијата. И има, да, сега после селото ќе има место кај што се дели на лево и десно патот и кај што ако одам десно ќе стигнам баш таму на граничниот премин. А овој на телефонот, а шо ако ми е за пешки направено овој на телефонот? Чекајте да експеримент, не ми е за пешки. Почни. Овој ми вади и офроад патчина, секак, значи најкуси можно. Hello. Македонски. Македонски? Да. Гайску идем да. Не, подождите, нельзя. Добро, добро. Я должен. Ајде малку. Добро. Тебя сколько лет, братан? Како? Тебя сколько лет? Не разбира. Ты что, блогер? Да. Нифига себе! Мы в YouTube попадем? Чекај. Да? Мы в YouTube попадем? Да, момент. Нифига себе! Не, чекај. Братан, а ты... Тебя сколько лет, братан? Чекај, момент. Не надо, братан, не надо. Стикер. Что? Инстаграм? YouTube, Instagram. А, это YouTube и Инстаграм. Понятно. What's your name? Okay. You blogger? Yes. You will find the YouTube channel over there. iPod. It is. You know English? No. No? I have to go now. Куда? Зачем нас канавель? Ходить. No. Это камера. iPod. Thank you. Cheers. First, second, third. No, don't press anywhere. Let's just... No. I'm too scared. Bro, I'm too scared you. Subscribe. Ajde, bye. Ова беше едно пријатно изненадување. Малку се заиграја со туражата. Му давам стикери и си рекам пари ќе му давам. Но ми вика. И ги извадов стикерите, се вратија. А иначе тука е го местото каде што треба да завртам во десно, каде што нема повеќе право. И сега кога ќе го погледнам вака подобро GPS-от, овде нема, не пише, ова е каде што јас прво тргнав право, потоа се подвратив, видов на GPS-от ми вели десно и тогаш завртив десно. Да го сгрешив, тогаш да не одев по GPS-от, ќе си бев на вистинското место. Тоа е тоа. Ајде сега да продолжам кон турска граница. Патот е, што да ви кажувам, значи катастрофа. Од тука до граница имам уште 25 километри. Се надевам нема да е цел ваков патот, но ќе видиме. Како да не беше доволно лошо, па сега мораш и камиони да се најдат. И тоа во двата правци камиони до сега се разминуваа. Звезди рој, ја да наброј, ние сами.
конечно населен пат. 5 километри беше таков лош, но се чувствуваше како 50. Пред мен има една таблица. Не знам дали пише ЦР, дали ГР. Грчка изгледа. Да, Грчка. Ајде, кој би помислил дека некој со кола тука ќе видам од Грција дојден. Веќе ја гледам границата, односно граничниот премин. Сега тука нема да снимам повторно. И официјално добре дојдов во Турција. На граница на Грузија ми кажаа, пак ми потенцираа за казна дека имам, и меѓутоа не знаеа граничарите англиски. И пробав да ги прашам дали можам без да платам, излезам едно друго. Тој другиот ми вика пеналти, банка, демек на граница банка имало да ја платиш. А тој другиот што ми го работеше пасал што само дранг зеде печато, вака ми прави и заминав сега. После на Турција, на турската страна, ме праша од кај сум, од Македонија. И од кој град ми викам од Манастир, бидејќи тоа е турското име за Битола, и почна една песна турска за Битола да пеат двајцата. После му го давам, сообраќањата ја давам на уште едно место, ми вика човек од Македонија, да му викам. Ми вика но Македонија, Норд Македонија. Што му веќе си прам добро, а тој прв ми рече Македонија, само да, јас само рекам. И не, се влегов сега во Турција, до Карс, градот каде што ќе премнак, имам точно 100 километри и околу 1,5 час возење. Влегов јас во Карс, сега веќе почна да зажежува, значи допред 30 минути беше убаво за возење, пријатно, меѓутоа тука е малку потопло. Сега се упатувам кон хотелот и тука нерамен пат. Но возењето до тука беше преубаво, има едно езеро голем ко така во близина, покрај него возев, значи прекрасно нешто, уживам си онака. Си возите тука езерото, лево жолти голи ридови, пред вас патот, навистина една многу убава гледка, видовте и сами. Како ќе јадам некоја турска брза храна денес, цела недела умови е. Не знам тоа на збуквата како се викаше, ќе проверам сега. Ако најдам такво сакам да јадам. А шо, едносмерно е? Не. Испопаркирана е само. Тука десна аз треба да одам. Добро, кој е хотелот, тука ништо не личи на хотел. А од другото личе, успешно личе. И ова ми е
собата за денес. Тука плаќам 25 евра, ова е чиста собата, искрено не е лоша, супер си е. И еве го и купатилото. Јас бев само да јадам, не ја зедов со себе камерата, немаше нешто посебно за да ви снимам, јадев само еден дурум и едно пепси, 230 лири тие двете ме фатија, што се околу 280 денари, и тоа беше тоа, се вратив назад во хотелот. А тука негде ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш, останете поздравени и чувајте се.